بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Zahvalnosta mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah je zaslužen i dostojen da mu se pravi fala. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Од голема важност е еден верник, еден муслиман да ја познават историјата на неговите предци. Многу голема важност. А специјално уште поголема важност е да ја знаат биографијата, историјата на тие што го пренеса овој ден ке нас, да дојде, да не биде ставен денеска, сготвен. Специјално треба да ја учиме ова историја на овие први генерации, генерација на сахаби. Секој еден муслиман и муслиманка треба да познаат биографија, нивни живот, какви биле, кои биле тие луѓе кои го помогнале овај ден, кои го помогнале на пегамбер алейхиселам и кои го пренесиле овај ден да дојдат во секој едно место во дујна. Денеска ние гледаме како наши деца знаат многу нешта хивс, на памет. Знаат многу фудбалери, многу артисти, многу пејачи и не знам што. Многу на памет. Знаат за ними што јадат, што пијат, како изгледат, каде одат, што пред све нивна биографија тамам. Али не знаат биографија на еден или двајца сахаби. И нажалост можеби не знаат биографија на наш пегамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ова голем ноксан. Поголем ноксан нема од ова нешто. Затоа ми треба во наши куќи секој дневно да се учи ова биографија, ова историја на овие луѓе. Зошто? Од неколку причини. Кажавме, тие биле они што се жртвовале. Дале све што име за овој ден. Тие го помогнале на пегамбер алейхиселам. И тие денеска се преселени. Значи, знаеме како живееле. Зашто денеска да земиш ти од некој жив и да го следиш некој жив е тешко, може би во крај на живот ќе мени. Али овие не менале, не свртиле ништо до последната стотинка од нивниот живот. И друго нешто, Аллах Đelešanu вели за ова генерација, која го помогна овај ден, која го пренесе овај ден, ради Аллаху анхум ва раду ан. Аллах е задоволен од нив. Аллах е задоволен од оваа генерација. А и тие се задоволни од Аллах. Види каква генерација ова. Аллах е задоволен од овие сахаби, задоволен. А и тие се задоволни од Аллах Đelešanu. Затоа иншаллах во неколку дерсови ќе се потрудиме да опишиме живот на некој од тие великани, на некој од тие сахаби кои го дале све што имале за овој ден. За денеска ние да живееме ислам, за денеска ислам да биде во наши места, тие жртвовале све што имале за да дојде ден во овие места. Денеска ќе зборуваме за една личност, за која рекол пегамбар алейхиселам, кога би се вагал имано на целиот уммет на едно место, имано на Ебу Бекир на друго место, имано на Ебу Бекир би натежнал. Денеска ќе зборуваме за Ебу Бекир ради Аллаху анху, Аллах да биде задоволен од него и од сите сахаби. Ебу Бекир, ова име Ебу Бекир, ова кунје,
Ое го вика е вака поради негов син, како го вика е на пегамбер алейхиссалам, Ебу Касим. Право негово име е Абдуллах ибни Осман, негов татко Осман, или Ебу Кухафа. Ебу Кухафа, наречен негов татко. Исто куња, негов татко Осман. Ебу Бекир радијаллаху ан е роден 2 години после Амму Фил, годината на слонот. Кога дојде од Јемен да го нападне Каба со слон. Пегамбер алейхиссалам е роден во годината на Фил, Аммул Фил. Значи Ебу Бекир радијаллаху анху е помал од пегамбер алейхиссалам за 2 години. Ебу Бекир радијаллаху анху, негова физиономија, има неколку спомнато во историја како изгледал. Се вели дека бил многу тенок, многу слаб ептен. На негови коски немало многу месо. Многу слаб. Не бил ни висок, ни низок, средна висина. Од што бил толку слаб, негови очи биле вдлапнати во негово лице. Вдлапнати. Негов нос испапчен, имал бела боја на негова физиономија, значи на негово тело тој бил бел. Абу Бекир радијаллаху ан имал 4 жени. 2 во џахилијет, 2 во ислам. Му се родиле 6 деца. 3 машки, 3 женски деца. Од овие 4 жени. Пред ислам каков бил Ебу Бекир радијаллаху ан? Пред да примат ислам каков бил негов живот? Сите сме слушнали Ебу Бекир радијаллаху ан, негова занимација, негова работа е бил трговец. Ебу Бекир радијаллаху ан, еден од малкуте од сахаби, еден од малкуте во теа време кој не направил сежде на ниеден кип, ни на Лат, ни на Узза, ни на Менат, на ниеден од овие кипови не ги обожавал Ебу Бекир радијаллаху ан, и ште пред ислам не ги сакал. Еден ден велите Ебу Бекир радијаллаху ан, мој татко ме зеде за моја рака и ме однеса во место каде ги обожаваe тие кипови. И рече, овие се нашите богови, обожавај ги. Пренесите Ебу Бекир радијаллаху ан, вели, ги видов и се чудев. Ги видов од камен, од дрво. И вели му реков на едниот од ними со истихза, со посмев. Ајде, рече, пошто си ти мој Бог, нарани ме и напи ме сега, дај ми јадење и дај ми пиење. Вели, јас знаев, али во тој момент иште поголемо ми се зголеми верувањето дека овие богови, овие кипови кои ги обожаваат мој татко и негов народ, нити може да ти донесе корист, нити може да ти донесе штета. Вели, зедов еден камен и го удрив на тој санем, на тој кип и се растори целиот, вели. И од тој ден никогаш и не се доближав до тие кипови, вели. А уште како мало дете. Никогаш во негов живот не се напил алкохол. Пренесите една случка. Вели, видов еден пијан човек во улица. Додека патува во улица, видов еден пијан човек кој беше под дејство на алкохол. И видов како јади нечистотија и го мачка негово лице со нечистотија. И реков во теа време, фала му на мојот Бог, што ме оддалечи од ова нискота, што ме оддалечи од ова понижење. И велите, елхамдулилlah, ова кажуват покасно, елхамдулилlah, никогаш во мој живот не се напил алкохол. И овдека, рекол пегамбер алейхиссалам во хадис, најдобрите во џахилијетот ќе бидат најдобри во ислам, ако исправно ги разберат прописите, ако научат верата. Некако овдека го правиме некој суфеха, тефсир овој хадис, најдобрите, ани најлошите. Варварите, звероите, ќе се најдобри во ислам. Не! Тие што имале најдобар ахлак пред ислам, ќе биде најдобри во ислам. Како Ебу Бекир радијаллаху ан, што бил најдобар и пред ислам, и после ислам. Се пренеси дека Ебу Бекир радијаллаху ан бил доста добар другар со пегамбер алейхиссалам, и ште пред да биде пегамбер алейхиссалам да добијат објава. Бил многу близок, во неколку патувања, додека одел во трговија, бил заедно со пегамбер алейхиссалам и со негов аџуани Абдул Муталиб, во неколку патувања се пренеси дека биле заедно со Ебу Бекир радијаллаху ан. Ебу Бекир радијаллаху ан, една од неговите стручности
Едно од неговите знаења, улуми, илмови што ги поседувал, тој бил алим во несеб. Тој бил алим во лоза, во потекло. Кој откаде потекли, какво му е лозата на секој еден. Ги позинал сите племиња што живеат близко до Мека и до Медине во тој хиджаз и каде патувал, најјакиот, кога дошла до некоја избунација за некое племе, откаде нивни несеб, откаде нивно потекло, го барале на Ебу Бекир радијаллаху ан, за да му го објасни теа нешто, ги позинал сите кабаил, сите племиња многу добро. Се пренеси дека еден ден, значи кога сме кај ова да кажеме, бил со пегамбер алейхиселам, требало да дојде во едно кабиле. Ова веќе примал ислам. Само малку напред. И му рекол на пегамбер алейхиселам, оделе во ова кабиле да ги повика пегамбер алейхиселам. Му рекол Ебу Бекир пред да влезе во ова кабиле. Во ова место ќе се стратниме со филан и со филан. Тој му е поглавица на ова, тој се вика вака, тој најбогатиот во нивно место е овај. И му рекол на пегамбер алейхиселам, во ова место имате еден познат поет, шаир, познат шаир, Зухеир, се вика Зухеир. И кога влегле внатра, почнал Ебу Бекир да го представи на пегамбер алейхиселам и на ними да ги представи на пегамбер алейхиселам. Сите ги знаел во име. Рекол ова е филан и филан, филан и филан, филан и филан. И му рекол на пегамбер алейхиселам кога дошле кај овај поет, ова е Зухеир. И пегамбер алейхиселам рекол хада хуа шаир, ова е тој поетот. И вели Зухеир, кога го слушнав на пегамбер алейхиселам, како ме позна, како знаеше дека сум ја тој поет, никогаш во живот не сум се обрадувал како тој ден што се израдував на тоа што ме позна пегамбер алейхиселам. Ебу Бекир радијаллаху ан, прв, после ова значи прв кој прима ислам од мажите. Број еден од сите мажи што прима ислам. Хадиджа радијаллаху анха од жените, Али радијаллаху ан од децата. Во тоа време беше многу мало. Али радијаллаху ан. Значи првиот што го призна на пегамбер алейхиселам за пегамбер, првиот што призна објава на Аллах джелешану е Ебу Бекир радијаллаху ан. Првиот ден кога прима ислам, после 6 дена дојде ке пегамбер алейхиселам со 7 сахаби. Што прима ислам од него. Тој излезе и му направи даве на овие 7. Од ними 5 од Ашара му беше. Од 5 што се обрадовани со џеннет во дујнаиште. Талха ибн Убейдуллах, Осман радијаллаху ан и некои други. Абдулла ибн Авам и ще неколку сахаби прима ислам од Ебу Бекир и ще првите неколку дена ги донеса да примат ислам овие големи великани на овој дин, ислам пред пегамбер алейхиселам. Не застана, него излезе и го пренеса тој хак. Да се вратиме само малку. Кога прима ислам, имаше 38 години, пегамбер алейхиселам дојде посланство на 40, Ебу Бекир имаше 38 години, 2 години беше помлад од пегамбер алейхиселам. Ова е еден голем поттик за нас. Го гледаш брат од 20 и неколку години, му велиш учи нешто од Куран, учи од дин, не може више не држи глава. Не, ова ти нефсот тебе не држи, не главата. Ебу Бекир радијаллаху ан на 38 години почна со ислам, 63 години беше негов живот, живееше 63 години, Аллам е најучениот после пегамбер алейхиселам. Најучениот човек после пегамбер алейхиселам. Пегамбер алейхиселам последна година кога дојде во хаджи, дојде и го опитае за некој прашање, му рекла ја Расулуллах, ако дојдиме друга година и не те најдиме тебе овде, кого да го прашаме? Рече на Ебу Бекир радијаллаху ан, ќе го барате и ќе го прашате него за некој меселине, за некој прописи. После 38 години од негова возраст почна со ислам и каков негова биографија, каков негов живот, ќе гледаме понатаму иншаллах. Значи никогаш не е касно, никогаш да не се браниме со наши години, него да го изчистиме наше срце, да бидеме искрени тамам онака како барат Аллах джелешану, како се изчисти овие сахаби и потоа ќе биде лесно за сите други работи што доаѓаат во дин. Ебу Бекир радијаллаху ан во почеток на ислам ослободваше многу робови, беше многу богат. Се пренесли дека имаше 40.000 дирхеми во злато. 40.000 дирхеми во злато кога прима ислам.
Со самото почвање на ислам, примање ке него одма секојдневно како гледаше некој роб го ослободвеше. Како гледаше некој роб го ослободвеше одма. Еден ден помина покрај Умејете ибн Халеф. Овај го имаше во некој робство Билал ради Аллаху ан. И го казнеше на Билал со тешка казна. И помина Ебу Бекер ради Аллаху анху и му рече: ја Умеје, биди милости спрема овај роб. Умеје му рече: ја Ебу Бекер, биди ти милости спрема него. Што значи купи го ти. Рече: колку го продаваш на него? Умеје пренеси дали тоа не после ово, вели не вредеше хиќ. Здробен роб. Вели му реков само за проба 9. Во нивно време имаше Уқаил и ни го мере златото во големи чеси, некој таму, не знам точно како, 9 такви чеси со злато. И Ебу Бекер, ова за да го одбие на Ебу Бекер, за да не го купи, Ебу Бекер му даде 9. И го зеде Ебу Бекер на Билал и му рече: Умеје ибн Халеф на Ебу Бекер ради Аллаху ан, и да ми речеше за пола вакво злато, за пола една чеса ваква, ќе ти го даде. А Ебу Бекер ради Аллаху ан му рече да ми речеше и 100 ќе ти даде да го ослободам. И кога го ослободи на Билал ради Аллаху ан, негов татко дојде и му рече: ја Ебу Бекер, немој да ги расфрлаш парите така, бадијала. Рече: барем ако ослободиш некој робој, ослободи некој храбри, силни, што ќе ти поможе мало, Рече: ја ова не го правам за ништо друго, освен ли ваџхилла, за лицето на Аллах џелешану. За ништо друго не го правам ова. Потоа дојде покасно мунафикун, дојде ке Билал ради Аллаху ан и му рекле: ја Билал, кој сте подобри, ти или Ебу Бекер? Кој имате подобар иман? Кој имате подобри дела, ти или Ебу Бекер? Билал ради Аллаху ан што му одговори? Ова финта и денеска се користи. Билал ради Аллаху ан му рече: како да бидам подобар од него, кога јас сум едно од неговите добри дела. Јас сум само едно негово добро дело. Тој ме ослободи мене, јас сум добро дело негово. Вака сахаби беа. Некој е подобар, а тој не чини да добар, тој не чини да добар, и остана само во дујна овај чини, сам еден, на љубави во цела дујна, Вака не бе сахаби. Вакво разбирање има овие сахаби. Се пренеси, како кажаме, 40.000 дирхем имаше, кога направи хиджра, кога се отиде во Медина, 5.000 дирхеми му остане, и кога се направи халифа, немаше ни еден денар, ништо, хич немаше. Све го растори, све го даде за овај дин, за да го поможи на овај дин. Зошто велит улема? Зошто стаса Ебу Бекер ради Аллаху ан вакво дереже? Че гледаме уште, зошто стаса вакво дереже? Ебу Бекер ради Аллаху ан никогаш не се одвоја од пегамбер алейхиселам. Секој пат во денот, едношка, 2 пати или 3 пати, минимум до 3 пати одеше да го посети на пегамбер алейхиселам, ако не го видеше во негова куќа. Како се Расулуллах, што има тахбар ново, секој ден. Allah Đelešanu velit, slušajte ovaj ajet. Allah Đelešanu velit: Ja ejuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadikin. Овие што верувате, плашете се од Аллах и бидите со искрените. Ja ejuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadikin. И бидите со искрените, дружете се со искрените. Пегамбер алейхиселам го зеде ова нешто од пегамбер алейхиселам. 24 сати му беше специјален учител на Ебу Бекер пегамбер алейхиселам. Гледај, читајте во хадис, бевме вели пегамбер алейхиселам, се пренеси пегамбер алейхиселам: Ебу Бекер Омер бе ваму, влегве ваму, Ебу Бекер Омер, Ебу Бекер Омер, Ебу Бекер Омер. Секогаш, никогаш не го испушташе на пегамбер алейхиселам. Го прашале на Али ради Аллаху ан: кој е рекол најхрабриот од вас? Од сахаби, кој е најхрабриот сахаб? Кој има најголема храброст од сите сахаби? Го праша ова на Али ради Аллаху ан, вели, мислејќи овие дека ќе каже Али ради Аллаху ан ја. Али ради Аллаху ан што му рече? Најхрабриот меѓу нас е Ебу Бекер ради Аллаху ан. Најсите знаеме Ебу Бекер ради Аллаху ан, ви слаб, така таваду многу, скрушен, скромен, али најхрабриот од сите.
Ле, зошто? Вели Али ради Аллах го пренеси това. Во почеток на Ислам, кога почна Ислам, пегамбер алейхиселам беше еден ден во Чаба, во Кеаба. Се собрае мушрикун околу него 10. И почна вели едниот да го тргат, другиот да го тургат, го малтретира и да го мават. И вели ја Али ради Аллах го пренеси беше мало дете. Вели не можев никако да поможам, бе многу мало. Во тој момент дојде Абу Бекер ради Аллах, кога ги виде вели се впушти како лав. Се впушти како лав во средина, почна да ги тургат, да ги мамат, и еден од куфар го најде како го дави на пегамбер алейхиселам во негова гуша. Го тргна од давење на пегамбер алейхиселам, потоа рече ти, овој куфар му рече на Абу Бекер, ти ќе не одвратиш од него, и потоа му се впуштија на Абу Бекер ради Аллах, го остави на пегамбер алейхиселам. Али ради Аллах вели почна да го мавет. Извадија нивни папуци, нивни кондори што имае, почне да го маве во негово лице. Вели, негов нос и негови очи не се позинае, негова фаца не се позинаше ништо, ни од толку мавање. И падна во несвес. Абу Бекер ради Аллах, падна во несвес. Тие се тарнае, дојде племе од Абу Бекер. И му рекве само ако умрете Абу Бекер, ќе бараме освета за него, негово племе. Го крена и го несае во негова куќа кај негова мајка. Е рекла, ако ќе се пробуди, дајте му вода, нешто да јаде, да пиет. Парво вели, негова мајка пренеси цеа. Парво нешто кога ги отвори негови очи, рече како пегамбер алейхиселам. Како пегамбер алейхиселам. Негова мајка во овој вак не беше муслиманка, немаше примано ислам. Рече, ти уште него го спомнуваш поради кој си во ваква состојба? Ти поради него си во ваква состојба, уште го спомнуваш него? Рече, нема ни да јадам, ни да пијам, додека не знам како пегамбер алейхиселам. Тој рече на негова мајка, одај кај Фатима бинту Хаттаб, сестра на Омер ради Аллаху анху, имаше примано ислам, али тајно. Кога отиде негова мајка да ја праша нова како Мухаммед, таа рече, што имам јас со теја, не сакаше да се открие. Рече, ме прати Абу Бекер вамо таму и таа дојде ке Абу Бекер. И пегамбер Абу Бекер рече, како е Расулуллах? Таа рече, ја Абу Бекер, ако рече, таа е моја мајка, зборувај. Рече, добро. Рече, повторно нема да сум рахат се додека не го видам на пегамбер алейхиселам. Дојдоа двајца од негово племе, го краена во раце и го однеса до куќа на пегамбер алейхиселам. Тропна и го види на пегамбер алейхиселам, рече, ја Расулуллах, како си? Пегамбер алейхиселам рече, ти како си, Абу Бекер? Ништо рече, ништо, малку само во лице. И потоа велите Абу Бекер ради Аллаху анху рече на пегамбер алейхиселам, на Расулуллах, прави дуа за моја мајка, рече, да се упати. Вели пегамбер алейхиселам, само што почне Аллах упатија мајка на Абу Бекер, вели кога се свртив кај моја мајка, рече ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Одма дуа, одма. Вака беше Абу Бекер ради Аллаху анху. Ваква храброст имаше Абу Бекер ради Аллаху анху. И денеска куфар се чуде. Ако го навреде на пегамбер алейхиселам, зошто муслимани одма станат? Зошто муслимани се лутат? Па те е најпојче нешто што го сакаме. Види сахаби. Елхамдулилlah имате денеска верници, вака што го сакат на пегамбер алейхиселам. Што е бране честа на пегамбер алейхиселам. Хич да не му е чудно. После ова, пегамбер алейхиселам во една вечер дојде ке Абу Бекер ради Аллаху анху. Или пред ова, пегамбер алейхиселам пушти една група за Хабесинија, за Етиопија, зашто многу стана тешко во Мекка да се живеат. Но рече на Абу Бекер, ја Абу Бекер, одај и ти со ними. И почна Абу Бекер ради Аллаху анху и тој да се спремви за да оди во Етиопија. Дојде еден човек од куфар, се викаше Ибни Догунне, овај куфар. И му рече на Абу Бекер ради Аллаху анху, немој да одиш, рече, ја ќе бидам твоја заштита. Само Куреиш, рече, ми направи еден услов, еден шарт. Ако седиш тука во Мека, никако да не учиш Куран јавно. Зашто Абу Бекер ради Аллаху анху каде одеше учеше Куран јавно. И сите имае влијание од ова него учење. Многу прима ислам кога учеше Абу Бекер ради Аллаху анху Куран, зашто секогаш кога учеше со емоции, со разбирање, учеше и плачеше секогаш. Секогаш кога учеше Куран. И рече, добро, не ода. Али не можеше да издржи да не учи. Не учеше во улици, али во негова куќа имаше едно место како балкон и излегаше тука, кланаше ноќен намаз и учеше Куран со глас.
Сите жени, деца и куреши иде, слушај како учите Абу Бекр. И дојде куфарке Ибни Тухунне, му рекве дека го скрши теј завет што го даде, дека почна да учи пак наглас Куран и му дојде ке Абу Бекр што го имаше во заштита, му рече да престанеш да учиш зашто нема да биш во моја заштита. Рече не ми треби твоја заштита, ми треби заштита од Аллах Желешану. И продолжи така Абу Бекр радијаллаху ан, се додека дојде време за хиџра на пегамбер алейхиселам, таа вечер кога Аллах Желешану му нареди да прави хиџра на пегамбер алейхиселам, дојде во куќа на Абу Бекр, пегамбер алейхиселам директно тропна на негова врата и му рече: "Ја Абу Бекр, Аллах Желешану ми дозволи да правам хиџра." Рече: "Сакам да бидам твој содружник во хиџра, ја Расулуллах." Рече: "Да, ти ќе бидеш мој содружник во хиџра." Вели Аиша радијаллаху анха, Фатима радијаллаху анха, черка на Абу Бекр, го видов мој татко, вели, од радост, кога му рече пегамбер алейхиселам дека ќе прави хиџра со него, од толка радост почна да плаче како мало дете. Од радост почна да плаче. Абу Бекр имаше спремано две јахалици за него и за пегамбер алейхиселам имаше спремано јада и нешто треба за тој пат и трна е во хиџра. Абу Бекр радијаллаху ан, сме кажувале, кога одеше во хиџра со пегамбер алейхиселам, некогаш излегуваше пред, некогаш позади пегамбер алейхиселам, некогаш од лева страна, некогаш од десна страна. Пегамбер алейхиселам рече: "Абу Бекр, зошто вака?" Рече: "Расулуллах, кога мислам дека куфар доаѓа од напред, излегувам напред да те штитам. Некогаш ми доаѓа, може и се позади, се враќам позади тебе, да те штитам од позади, па од лево, па од десно." Дојде до пештера Thawr, сакај да влезе внатра. Абу Бекр радијаллаху ан му рече: "Расулуллах, чекај малку." Влезе во пештера да види да не има нешто внатра од животина, од нешто дивина. Ивчисти, така дошло во Сира, ивчисти ова пештера, намести каде имаше дупка од некои акреби, затвори и му рече на пегамбер алейхиселам: "Сега, Расулуллах." Пегамбер алейхиселам дојде и заспа во негово колено. Беше многу уморен, легна и заспа во негово колено. Се вели во Сира, имат дека излезе или змија или акреб. Аллаху а'ла ва а'лам, али излезе нешто отровно и го касна на Абу Бекр радијаллаху ан во негова рака. Почна многу да осети болка од теа нешто. Дури му протекве солзи и го капна една солза на пегамбер алейхиселам и се разбуди пегамбер алейхиселам. Рече: "Мабик, што е со тебе, Абу Бекр?" Рече: "Расулуллах, нешто ме касна, нешто отров." "Па зошто не кажа?" Рече: "Не сакам да те разбудам во спиење, Расулуллах." Пегамбер алейхиселам му зеде и му учеше во негова рака и го очисти тој отров. Елхамдулилlah, Аллах Желешану го очисти со дуа на пегамбер алейхиселам. После ова излегве и продолжија за Медина. После стасвење во Медина, иште во многу вакви ситуации, Абу Бекр радијаллаху ан се најде каде го поможи на пегамбер алейхиселам. Секогаш беше во прво место каде беше пегамбер алейхиселам. Секогаш. Пегамбер алейхиселам еден ден зборуваше за џеннет и рече во џеннет ќе имат 8 врати. За постачи, за садака, за хаџ, за џихад, и ги наброа сите 8 врати. И пегамбер алейхиселам рече: "Расулуллах, дали некој ќе биде повикан од сите 8 врати? Дали некој ќе влезе во сите 8 врати?" Рече пегамбер алейхиселам: "Се надевам дека ќе бидеш ти, Абу Бекр." Вака беше Абу Бекр радијаллаху ан. После ова се пресели пегамбер алейхиселам во ахирет. Кога се пресели пегамбер алейхиселам во ахирет, настана голема гужва помеѓу сахаби. Омер радијаллаху ан го исте мач, кој ќе рече дека Мухамед салаллаху алейхи ва салем умре, ќе го убијам. Од голема секирација. Не може да поверува дека пегамбер алейхиселам се пресели. И кога слушна Абу Бекр радијаллаху ан за ова, дојде ке сахаби, дојде во џамија, се качи во хутба и му рече: "Знајте сите, онај што го обожаваше на Мухамед, знајте дека умре, се пресели. А онај што го обожава на Аллах Желешану, знајте дека Аллах е вечен и не умират јани." И ова беше само ги засврсти на сахаби да не се направат проблеми. После ова, по некое кратко време, другиот ден, следниот ден, се собра енсари во едно место, становници на Медина, и преен помеѓу ними шура. Рекве дека нас ни заслужби сега да го земаме хилафетот. Нас ни заслужби сега да го земаме емирлокот. Дојде Абу Бекр радијаллаху ан, Омер радијаллаху ан и Абу Убейдилlah. Влегве во ова место каде енсар пре мешвере, каде пре договор дека ними треба да му препаднет хилафет. Пегамбер алейхиселам одржа еден говор на ними. Меѓу другото и рече: "Вие о енсар,
имате голем степен. Вие сте први кои го помогнавте на пегамбер алейхиселам. Вие сте тие кои што му отворивте вратата на пегамбер алейхиселам во ваша Медина. Али немој сега да видите вие први што ќе му свртите грб на пегамбер алейхиселам. Немој да видите први што ќе произлезе фитнето од помеѓу од вас. И стана еден од ансар и рече, ја мислам, рече, дека го заслужи хилафетот да биде халифа Абу Бекр. Омер само толку чекаше, зеде рака на Абу Бекр и му рече, јани, те прам беа, ја халифатул муслимин, те прам беа, и почне сите да го пред беа на Абу Бекр ради Аллаху ан. Другиот ден се собрае сите муслимани и се качи во худба. Абу Бекр ради Аллаху ан и одржа таа худба, која худба, јани, многу се памтити ден денеска. Тие што читате историјата, худба е многу. Меѓу другото, накратко рече, вие рече, ја су избран помеѓу вас, а ништо не сум подобар од вас. Ке мене рече слабиот ќе биде јак, се додека не му се вратит хакот. А силниот ќе биде слаб, се додека не му се земат хакот од другите што го зел. И некои други зборови, голема худба. Или после ова, после смрт на пегамбер алейхиселам, рекла улема дека Динов е помогнат во два наврати од распарчвање. Динов е помогнат во два молкифи, во две нешта од да се тури. Во време на Абу Бекир и во време на имам Ахмед ибн Хамбал. Во време на Абу Бекир, таа група што направи ридде од дин, што не сакаја да плаште зекат. Абу Бекир застана против ними, ќе кажеме, и имам Ахмед во негово време, кога каже дека Куран створение и дека Аллахов говор, тој застана дека Аллахов говор и го спаси динот од искривување и Абу Бекир и имам Ахмед. Пегамбер алейхиселам пред да почне да биде болен, спремвеше една група на муџахиди за една битка. Усама ибн Зейд беше емир на ова група, беше најмлад, еден од најмладите во таа група. И како пегамбер алейхиселам се разболи, ова група не тарна. И пегамбер алейхиселам се пресели во време на Абу Бекир, тие денови почна Абу Бекир да ја спремат и да ја пуштат ова група. Дојде сахаби ке него, го пратие на Омер ради Аллаху ан и му рекле, ја Абу Бекир, прво бара од него да не ја пуштат ова група. Зашто племиња, кабилиња околу Медина се собрае и почне да не плаште зекат, ридде направи и се спремвае за напад на Медина. Му рекве, немој да ја пушташ ова група. Или ако ја пуштиш, барев мени го на Осама ибн Зейд, лај некој постар. Рече, вие барате од мене да скршам наредба на пегамбер алейхиселам. Рече, јас сум само еден следбеник, кој следи наредбата на пегамбер алейхиселам, а не сум еден новотар, што ќе ја скрши наредбата на пегамбер алейхиселам. И ова група почна да тарга, те спрема. Абу Бекир ради Аллаху ан го зеде облавникот на таа камила или на тој кој, на кој беше Осама ибн Зейд, тој младиш, а Абу Бекир во ова време 61 година. Го зеде и Осама сакаше да слези од овај халица. Го примети Абу Бекир и му рече, немој да слезиш. Ти нема да слезиш и ја нема да се качам горе. И му даваше насихат. Му рече, немој да убивате стари, немој да убивате млади, немој да сечите безпотребно, јани дарма, посев, тие работи му даваше насига. И му рече, ја Абу Бекир, немој да идеш. Зошто да не идам, рече, нека ги испрашам моите нози во Аллаховиот пат. И рече, една молба имам до тебе, да ми го оставиш на Омер ради Аллаху ан. Да го оставиш на Омер, да ми биде помошник, да биде мој министер. Јани во ова време имам потреба за во работава во Медина. Побара дозвола од него, зашто Омер беше во негова чета. А овој беше емир на таа чета. Нема како ти пасират тебе, јани. Како е таман подин, јани. И му го дозволи на Омер ради Аллаху ан да остане со него во Медина. После ова, Осама дојде со победа. После ова, Абу Бекир ради Аллаху ан пушти 11 чети да се борат против тие што направи ридде, што го остае зекатот, што не го плаща зекатот. Омер ради Аллаху ан дојде во неколку дебати со Абу Бекир, го упоменеше и му велеше дека немат, ако ти го остае зекатот, ал ти имаш шехадет, име намаз, како да се биеме против ними. Абу Бекир ради Аллаху ан рече, како да го оставам на некој што го делит зекатот од намазот.
ги прави го дели зекјатот од намазот. И Омер радијаллаху ан во тој момент видов како велит Аллах желешану ги имаше отворено градите на Ебу Бекир радијаллаху ан и останавме сите на теа и елхамдулилlah после ова сите тие некои се уби од тие што направи ридде, некои направи теуба и елхамдулилlah динот не се промена, динот не се разедини себе што теа Ебу Бекир радијаллаху ан застана на хакот, застана на суннето на пегамбер алейхиселам. Како му нареди пегамбер алейхиселам, продолжи само теа нешто да го прави. После ова набрзо, значи негово хилафет траеше 2 години и неколку месеци, значи за околу кратко време многу постигна Ебу Бекир радијаллаху ан, се пресели на иста возраст како пегамбер алейхиселам на 63 години, се пренесли исто дека во јаумул итнеин, јани во понеделник, и тој се пресели во понеделник, кога беше во смртна постела, Ебу Бекир радијаллаху ан, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Велит Аллах желешану го учеше овој ајет, Ебу Бекир радијаллаху ан, и сигурно смртните маки ќе ти дојдат. Од теа нешто не можеш да избегаш, вели Аллах желешану. Никој не може да избега таа смрт. Сигурно смртните маки на секој ден од нас ќе му дојде. Сигурно смртните маки на секој од нас ќе ни дојде. Иншаллах Аллах желешан да даде разбирање од ова сира, од ова биографија на овој великан, на овој ден кој што жртвува све што имаше за овој ден. Се пренесли иште 2 работи, се пренесли дека Абдулрахман негов син прима ислам покасно, после битка на Ухуд покасно. И кога прима ислам беше еден ден, седеше со Ебу Бекир радијаллаху ан и вели: "Ја мој татко, бев во битка против тебе и во битка на Бедер и во битка на Ухуд. И те видов неколку пати и се оддалечев да не те сретнам никако. Вели: валлахи да те видев, ќе ти ја скинев глата, вели. Валлахи да те видев во тие 2 битки некаде, ќе ти ја скинев глата." Зошто? Зашто беше во батил, зашто беше хак. Вака овие сахаби го поможве единот, вака овие сахаби се жртвувај за овој дин. И потоа Ебу Бекир радијаллаху ан после него го избра да биде халифа Омер радијаллаху ан. Му преше васиет на Осман радијаллаху ан, тој пишеше, рече: "Пиши, ја го избирам после мене да биде халифа", и падна во несвес. После мене да биде халифа и не докажа. И Осман радијаллаху ан мислеше дека се пресели вахи, не напиша Омер радијаллаху ан. И се врати Ебу Бекир радијаллаху ан во свест, но рече: "Читај ми што напиша." Рече: "После мене го избирам да биде халифа Омер радијаллаху ан." Рече: "Ја, Осман, се плашеше дека нема да го докажам тој збор и ти го напише за да не се направи фитне." "Да." Рече: "Тамам." Потоа ги викна сите главни сахаби и му рече: "Дали сте сложни? Дали сте сложни сите за тој емир, за тој халифа што го напишав, што го оставив после мене?" Сите рекве: "Тамам, сите сме сложни за тој што го остави тај после тебе." Али радијаллаху ан стана и рече: "Сложни сме само ако Омер радијаллаху ан." Исто мислење, заедно цело време вака има секирација, вака знае овие сахаби, вака жртвуваат овие сахаби, вака бе овие великани. Да ги учиме наши деца на ова биографија да учат. Да учиме наши деца да сакат да бидат како овие сахаби. Да не сакат да бидат како тие фудбалери, артисти и не знам што друго во дуња. Зашто еден човек на кого го пратит на него личи, од кого земе таков бижда. Да бидиме од тие што ќе земаме урник на оние за кои Аллах вели: "Радијаллаху анхум ва раду ан." Аллах е задоволен од ними и тие се задоволни од него. Аллах да им даде разбирање, Аллах желешану да попре ситуација во целиот свет, да врати тој на углед, позиција и дереже на овој дин која е заслужит овој дин. Субханак Аллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.